Видите, јас душ спијам, кој седи до мене? Буцко и шо сега, што? Чека да се разбудам и ова да го правиме. Сега почна телефонот да ми го каса. Денес имаме влог после милион години. Малце заборев како да се снима влог, а ова порано цело време го правев. И почна да ми ја јади камерата. Така, изгреби го. Да. Не го мавај. Леле, ако го изгребиш. Ке се караме. Буцко, врати ми го чорапо. Ја зато после чорапите не можам да си ги најдам. Види, почна со чорапо да си игра. Абе, дај ми го чорапот. Буквално мачето малко во градинка ни го оставя. Ние тука треба да го играме, да го забавуваме, а тај ќе си шета надвор. Така е бе, маца. Ти си шеташ надвор, ние да учуваме мачето. Јас се истуширав. Скоро спремни сме. Сега малце да има бекстори во ова денес што ќе го правиме со брат ми. Пред се, сепак мора малце освежување. Мора да тргне денот уво. Може би некои од вас знаат дека јас имам порано тренирано, треба да почнам да ги набројувам. Кошарка, гимнастика, атлетика, напливање одев, ракомет не, само на ракомет нема одено. А меѓу сите тие спортови беше и фудбал. Еден од браќата, затоа што има еден брат 1 и брат 2. Сега вториот брат игра фудбал и знае финти со топка и некои такви интересни работи што мене ме водушевуваат. Јас порано бев голман. Мислам, бранев аматерски, не бев во некој клуб или нешто многу да навлезам, ама мислам за тој тренинг што го имав, односно што го немав, бев добар голман. А сега ќе одиме на терен. На терен се осеќам колку во некоја институција да работам, па ќе одиме на терен да правиме анализа. Ќе одиме на терен за фудбал, тој ќе покажува финти, така да ќе ги видиме способностите на брат ми. Пепси си го земаме со нас. Прво треба да се завршат некои работи и после одиме на терен. На терен, веселе. Многу чудно ми звучи на терен. Екипата оди на терен. Сега треба да завршам прво некои други работи што регуларно треба да ги завршам во еден ден и после одиме на терен. На терен. Излегов од дома, малце ми е водена косата, надвор е ладно, затоа што е скоро октомври, а јас излегвам по водена коса. Треба да прво до дуќан, па треба да до некои други места да завршам работи и после ќе можеме да одиме на терен со брат ми да се забавуваме. Овој сегмент од влогот не може да биде запоставен. Кај би одел јас без овој бицикл? Овој ми го спасва животот. Овие тенисерски топчина треба да иземиме, иначе кога ќе играме на терен има неколку. Овие топчина се со сентиментална вредност. Едната работа е завршена. Сега се патуваме кон дуќанот, многу дува ветер и муш ништо не се слушам. И еве вајди во неговиот првичен дом, кај што секогаш си седи. Ела, ќе му гледаме прст некако дали ќе дојде. Како избега? Се плаши од камерата. Стигнав јас надоѓан, ама проблемот е надвор што почнува да врни. Тоа не е добро. Нормално, цел есен ќе врни, ќе не можеме ништо да правиме. Цело време во позадина ајби нешто си џавка. Како што може да видиме, врни баји. Голема штета. Буквално сега преврна и сонце пука надвор. А пред 2 минути врнеше. Клизмата оди против нас. Не можеме против времето. Точно ако е тука, добро. За чудо уште не ми се има случајно да си го заборам точно ако пред гаража. Да, тоа би било зафркната работа. Зошто врни? Видете колку страшни облаци онака не обливаат, не обземаат. Вие што правите? Си лежите. А знаете дека не ве оставам да лежите на кревет? Одличен пречек имам дома. Сонцето се враќа, облаците си бегаат. Само уште ние да кинисаме и се замисли да треба да тргнеме да заврни пак. Само ако треба да бранам, не знам како би бранел, затоа што се ќе биде вода. Пријателчињата идат со нас и кинисваме. Во паркот не гледам ни еден човек буквално. Жива душа нема. Ела. Кај си бе? Тебе ти си игра. Зато си на терен дојдено тука. Шо бе? Избега. Топка немам фатено поиќе од пола година и ќе пробам да дошутнам до голот. Ела, снимајот, има шанси да се лизнам. Ако се лизнам, ќе си скршам. Да пробаме? Ајде.
Не се лизна. И това нога ми е таа што ми е потечена. Планира фонда да шутнам, ама шутна фонда. Блиско бе. Сега ќе пробам и да снимам и да ја закачам, тур брат ми се спрема. Ногата си ја скршив. Излезе надвор од терено. Треба да имам забранет пристап кон топка. Ако паднеше тука топката. Ајде да ги видиме твоите способности. Мене ми е тешко ова што го гледам, а не да го прави некој. Еве како снима моментално отидува ветер. Ова сум јас моментално. Ќе настрадав, мислам настрадав веќе. Топката е крива. Ајде да го видиме балансот. Најс. Браво. Се префрламе на GoPro затоа што почнува да врни. Ова е топка. Целта ми е да направам 3. 1, 2. А да пробам да ја закачам највисоко што можам. Ајде, натаму. Наваму? Не, натаму. Отпавам да не ми ја маниш од таа страна. Да не замени во вселената. Не ја падам. Ти гледам ова да е подалеку. Повтор пат, во висина, не во далечина. Да, ама така ми се фате на криво. Бравос. Со лева нога шуткам, сега ќе пробам со десна да ја закачам. Че немам да речам лев си, пошто со лева шуткам, треба десен си да речам ако не го ја шутне. Ај Марио, иди по топката. Бали, иди по топката, ај. Еј. Опа! Има напредок, има напредок. И сега пример Бобан оди. Упс! Надвор од терено излезе топката. Преќе во видеото реков шо ако падни во вир од водата. Шо ако падне топката во вирот и топката падна директно во вирот. Сега брат ми ќе има обид да направи 100 како се вика тоа, вака ќе речем. Сега брат ми ќе проба да направи 100 пати на нога. Ако некој ќе свати тоа шо е 100 пати на нога, ќе види супер. Че да си седнам јас, ти ова ќе потрае долго. Реков дека ова ќе потрае.
Ту напре? Не ме зафркавај. Кога помина времето? Сега не најде голема белја, почна да врни да турва. Врни, ама сакаме да пробаме со тенисерските топчини. Затоа што е најфасцинантно за мен, оти се многу мали. Не ме зафркавај. Не ме зафркавај. Премногу е мало. Оправдано ти падна, премногу е мало топчето. Дали од тука годам статива. Па тоа, дами и господа, ве молам фудбалските тимови да ми се обратат имейл liba.pro83@gmail.com. Јас можам да давам мислење тука, затоа што јас сум веќе фудбалер. Ајде да бегаме. Уште еднаш и бегаме. Ајде уште еднаш. Сега сваѓам како му е на родителите кои ќе одвај чекат да си ама го чекат детето да си доигра, ете си јас го чекам детето да си доигра, ајде дете. Колку време со тенисерско топче немаш ништо направено? Многу време. Колку години? 6 години. 6 години немаш тенисерско топче фатено и сега Ова го правам. не ме зафркава. Да, бе. Таман ќе бегаме преврна. Го имам потенцијалот. Се гледа дека некогаш во животот топка сум фатил. Имаше 4 години в сабако да носи. Сега ќе видиме тука најсилно што можам ќе удрам. Се надевам нема да ја префрлам. Не е лош, ќе правиме уште еднаш. Леле, ако ми ја манеше топка, ти ако падне, малце фалеше. Леле! Абе, не сум топка да допрам. Леле, колку јако изгледа виношитото. Јас се уморив. Пишете ми во коментари дали сакате уште вакви влогови некој. Абе, кај си ти, бе? Бапнете лайк, стиснете subscribe, следете ме на Instagram ib.production и се гледаме во наредното видео. Живели!